Имиџот на Сваровски судство е дамката што ја доби македонската правда во последниве години. Стратегијата за реформи во правосудството и акцискиот план се двата клучни документи чие спроведување до 2022 година треба да ја избеде оваа дамка и да ги удри темелите на новото реформирано, независно и професионално судство. Во делот на независност и непристрасност предвидени се низа законски измени со цел изборот на суди и јавни обвинители во академијата да биде транспарентен и непристрасен. Во стратегијата влезе и случајот со фалсификатите во академијата, па сега се предвидува законско решение на вакви слични ситуации, бидејќи претходно година дена откако беше почната истрагата, немаше одлука дали ќе се укине или не конкурсот за обука на 60 нови обвинители. Според професорката Најчевска, законите на хартија се добри, но сликата за македонското судство не може да се смени без промена на човечките капацитети. Моето сомневање е дека не се даваат цврсти критериуми, правила, процедури кои што паралелно со промената на законите и подзаконските акти би вршеле и промена на луѓето, меѓутоа врз основа на објективни параметри, а не субјективни партиски желби и барања. Стратегијата предвидува во иднина да не може нови институции да се формираат со носење закони по брза постапка и без анализи, како што беше случајот со формирањето на Комисијата за лустрација и така наречениот Совет за утврдување на факти. Клучни се и реформите во Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Предвидено е изборот на членови од редот на најискусните суди јавни обвинители, законско прецизирање на условот истакнат правник, како и транспарентни механизми за одговорност и отчетост на судиите. Реална независност не може да постои ако не постои финансиска независност. Предвидено е судскиот буџет да се зголеми од 0,6% од БДП во 2019 до 0,8% од БДП во 2021 година. Квалитетот на судските пресуди ќе се зајакнува преку изедначување на македонската со праксата на Европскиот суд за човекови права и преку обуки на судиите. Предвидени се нови критериуми за оценка и унапредување на судиите и обвинителите, а ќе се укинува и спорното електронско полагање на испитите. Ефикасноста на судиите ќе се зголемува со усогласување на бројот на судии со европскиот просек по глава на жител, преку природен одлив на судиите, како и со ревидирање на системот на судско вештачење. Најчевска смета дека судството треба да го реформираат експерти надвор од политичката елита. Се стекнува впечаток дека некои од понудените мерки се сами по себе добри, меѓутоа се нема предвид нивното вкрстување со другите институции, односно се избегнува или не се достигнува нивото на системска промена. Мора да има страничен надворешен фактор кој што ќе ја превземи работата во свој раце. Лично мислам дека тука наместо извршната и судската власт треба да се даде предност на експертизата, на експертската јавност, која што ќе ги воспостави тие темели и од која што ќе почне да се гради тој правен фундус. На единствениот национален регистар на прописи ЕНЕР во 2017 и 2018 се поставени 19 закони поврзани со стратегијата и акцискиот план, од кои 18 се уште се отворени, а затворен е само законот за укажувачи. Акцискиот план и стратегијата се амбициозен проект кој засега каска ако се суди според роковите за дел од законските решенија, но експертите сметаат дека избрзаните реформи може да го постават судството повторно на погрешен колосек.